Многу татковци детето без капа. Вака некако може да се опише фактичката состојба со објектот на физикалната терапија во Штип. Зградата и се во него се распаќа, а најповиканата институција во јавноста, клиничката болница, всушност не е собственик, ниту пак е има во владение истата. Со самото тоа ниту може, ниту смее да инвестира во неа. Ова денес на пресконференција го кажа директорот Георгиев, откако во јавноста по кој знае кој пат се актуализираше состојбата со лошите услови во оваа институција. Во 2014 година физикалната медицина е одземена од клиничка болница Штип и е поделена, 1/3 е дадена на трајно користење на Министерството за здравство и 2/3 се дадени на користење на Универзитетот Гоце Делчев. Која била целта за таа намена, не знам, меѓутоа бидејќи ништо не е променето од тогаш, не би било лошо да се постави прашање и кај тие субјекти кои фактички сега се задолжени за реконструкција на истата. Од 2014 година наваму, единственото заедничко нешто кое болницата и физикалната го имаат е персоналот. Клиничка болница Штип, таму ги има само вработените на кои што, им оддавам почит за максималните напори кои ги вложуваат во тие услови за работа да пациентите ја добијат потребната нега. И вториот многу важен факт е дека клиничка болница нема ингеренции да врши било каква реновирање или реконструкција на физикалната терапија. Последен пат инвестиции во овој објект имаше во 2016 година кога е реновиран само базенот, но иако имаше најави во остатокот од објектот немаше никакви активности. Од Министерството и од УГД нема најави за инвестиции во физикалната, поради што од болницата бараат објектот да им се врати назад. И во првата недела на 26 јули имам барано со допис од Министерството за здравство, кој чекори следник ги преземе се со цел да можеме да го санираме проблемот. На страните беа познати изборите, промената на министер и така натаму, меѓутоа убеден сум дека со новиот министер ќе успееме да најдеме заеднички јазик, се со цел да најдеме некое решение како би можеле физикалната терапија да направиме барем малку попристено место за лекување и престој на оние пациенти кои што се таму. Со дописот барам кој ќе го тоа реновира или реконструира или да ни се врати у владение. Физикалната терапија во Штип веројатно е објект кој е во најлоша состојба од сите здравствени институции во државата. Во него месечно околу 300 пациенти се лекуваат амбулантски и над 30 болнички. За нивното здравје се грижат 3 лекари, 10 физиотерапевти и 6 медицински сестри.